за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков. Добро вечер во уште едно издание на емисијата за македонските работи. Заедно со мене Лазар Темелков во студиото на Радио Слободна Македонија. Редовно секоја недела навечер е постојаниот соработник во емисијата доктор Јордан Пачков, поранешен пратеник во Македонското собрание. Господине Пачков, добро вечер. Добро вечер. Ми го олеснувате почетокот на емисијава со оглед на тоа што од почетокот на новата сезона се профилиравте како застапник на тезата дека СДСМ всушност не сака избори и дека ќе сторат се за да не дојде до нив. Не сакам да ве наведувам, затоа ќе ве прашам, се случи ли нешто во текот на изминатава седмица што го зацврсти или го разлабави вашето убедување дека избори ќе нема? Добро, во политиката е многу ризично да се каже дека си оптимист и да браниш една теза која што всушност се заговараш, но некако настаните на плуралистичката политичка сцена во Република Македонија, барем она што можеме да го видиме и како се одвиваат во текот на деновите, на неделите што помина и така натаму, одат во прилог на констатацијата која што повторно сум подготвен да кажам дека избори на 24 април 2016 година, како продукт на договореното во Пржино, на заеднички договор, најверојатно нема да има. Зошто тоа го велам? Од проста причина што најголемиот успех на ЗАЕВ беше токму тој договор во Пржино. Неговата единствена цел, според она што се покажа, е да инволвира своји членови, или поточно речено своји функционери, активисти, како сакате, во владата на Груевски, на оние, како да кажам, симптоматски места или министерства каде што ќе може да чепкаат по тајните на работење, деловното работење на министерствата, се со цел да најдат нови афери кои што повторно идат во прилог на констатацијата дека ете со какви луѓе имаме работа и не сакаме со нив да водиме некаква политика, да се надпреваруваме и така натаму и така натаму. Вистината е во сосема нешто друго. ЗАЕВ е свестен и СДСМ се свесни дека четвртите поред воредни парламентарни избори во рок од 10 години го нема никаде. Поточно речено, не успеа на таков начин да го покачат својот рейтинг. Тие добро знаат во каква позиција се наоѓаат, едноставно нема што да барат од тие избори и од тие избори. Се чувствуваат како губитници и од тие причини играа на единствена карта која што не им успеа. Тоа беа бомбите, тоа беше пучот, тоа беше прислушкувањата, како сакате. Тоа беа таа демонстрација на улична демократија по улиците на главниот град на Република Македонија. Она што се случуваше пред владата на Република Македонија, подпомогнато се разбира, или скроено според некој сценарио од страна во кој што учествува многу сомнителни организации, како што е, например, Канвас од Белград или од Србија, како сакате, потоа некои организации од албанското лоби, потоа ЛГБ заедницата и многу сомнителни, како што реков, личности кои што има една и единствена цел. Насила да го бутнат ВМРО ДПМН, поточно речено Никола Груевски, да ја срушат владата како без избори да дојдат на власта која што бија практикувале до известно време како нешто всушност што веќе е видено, еден вид дежави, затоа што на таков начин СДСМ постапуваше и порано. Пачков, за Македонија несомнено ќе биде лошо ако не се одржат изборите во април, меѓутоа сепак има власт која досега во повеќе наврати покажа дека знае да работи под притисок, така што мислам дека и при едно такво сценарио ќе успее да ги сведе на минимум штетите. Ме интересира нешто друго. Што ќе биде попоразително за СДСМ, за ЗАЕВ и СДСМ? Да се пролонгира датумот на изборите, да не се учествува на изборите или воопшто да нема избори? Сега ќе кажам нешто кое што е во концепт на она што А може би и четврта да се оди на избори и пак да не се признаат резултати. Така. Сите 4 комбинации се можни. Дотолку повеќе и посериозно пристап кон овој проблематика
ја свати во СДСМ по вчерашното, поточно речено не вчера, али во четврток, мислам, интервјуто или изјавата на председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски и актуелниот се уште председател или премиер на владата на Република Македонија, кој што кажа: избори мора да има заради мене, заради тебе, заради народот, од една и едноставна причина. Сега да не преведувам, човекот сака еднаш за секогаш да им стави фластер на уста на сите оние заговорувачи дека изборите се местени сукцесивно 3 наназад вонредни парламентарни избори. Да видиме што е причината. Велевте дека се гласало по некои постапки, така наречени бугарски возови. Се гласало, се доведувало од странство луѓе кои што гласале, им се штанцале пасоши, им се печателе лични карти. И што уште не, еве шанса и можност. Баравте меѓународно посредништво, го добивте. Меѓународно посредништво ве стави пред еден зид кој што или ќе го урнете, или ќе се повлечете. А тоа е избори. Избори на 24 децември, 24 април 2006 година. И од тука нема бегање. Заедно сваќајќи ја големината и важноста на колачот, ако може така да се изразам сликовито, се наоѓа во една ситуација што да направи. И тоа добро го срочивте. Дали да учествува на тие парламентарни избори, дали да ги негира како такви, да го остави СДСМ, се извинувам, ВМРО ДПМН сам да ја добива битката, а понатаму повторно иста песна, исти начини на негодување, непризнавање, на нелегитимноста на познак наводници на изборите и уште некои други работи кои што ќе идат повторно во негов прилог, или пак изборите како такви да не се признаат. Ето ќе ви кажам, најпогубително ќе биде за Република Македонија да нема избори. И тоа сите го знаеме. Мене во овој начин, или поточно речено на размислување и на анализи кои што постојано ги работам, искрено да ви кажам, ми се вклучува уште една варијанта. Дека избори нема да има само во оној смисол, ако покрај СДСМ се убедат и етничките партии да не учествуваат, на кој што начин фактички нема да биде исполнет бонусот на излегување на 50% на гласачкиот електорат. Во тој случај, значи, тука ќе биде побиена волјата на граѓаните, на македонскиот блок, на дел од македонскиот блок, пошто предпоставувам дека активистите, преврзаниците, симпатизерите на СДСМ и коалицијата за нивната коалиција ќе гласат, односно нема да излезат на гласање. И тогаш Македонија ќе биде ставена во едно многу, како да кажам, тешко, темно сценарио, кое што од друга страна едва го чека и меѓународниот фактор. Зошто велам едва го чека? Од проста причина што и меѓународниот фактор преку Јоханес Хан, комесарот Јоханес Хан, кажа дека доколку Република Македонија спроведе легитимни, демократски, за пример, избори, тогаш ги отпочнуваме поглавјата 20 и 24, во кои што поглавја фактички започнува со еден чекор, сме близко до добивање на датум за почеток на преговори за прием на Република Македонија во Европската Унија. Воспротивно, повторно Европската Унија, сега да не зборуваме каква политика игра меѓународна, но сепак дека е повеќе наклонета, ако може така да се каже, кон јужниот наш сосед, затоа што во прашање едно суптилно прашање, а тоа е името Македонија, кој што Грција не го признава, односно го смета за сопствено име и нас сака да не преимени. На таков начин, како што реков, странскиот фактор исто така ќе се најде. Нему му одговарат и двете комбинации. Од која причина? Затоа што меѓународните посредувачи преку Ван Хојте, преку Дуња Мијатовиќ, која што излегува со тие незини портпаролски изјави и така натаму од соопштенијата на канцеларијата на Јоханес Хан и останатите, свесно или несвесно, како да се обидуваат Македонија да ја сметат, се извинувам што ќе кажам еден крупен збор, како протекторат. Значи сите европски правни работи кои што се случуваат и кои што тие се залагаат ние да ги спроведуваме, преку ноќ ги менуваат. Пред се мислам
дека беше измислен нов закон или нова институција, тоа е специјален обвинител, специјално обвинителство, кое што најпрвин требаше да брои 7 члена, според она што се договориле членовите, односно Советот на обвинителите на Република Македонија, оној легитимниот, па потоа се покачи на 12, па таа институција кога се даде, односно на преиспитување или поточно речено некои луѓе патриоти, ако може така да се кажем, и оние кои што всушност се сметат државата како едно општество во кое што идеме напред, прогресивно, модерно и така натаму, дека ова ќе падне на Уставниот суд, како што беа дадени некои, а некои ги повлекува своите барања да се преиспита законитоста на ова обвинителство и така натаму, преговарачите замижа. Тие инсистира 4 најголеми партии во Република Македонија да поминат преку тоа, се со цел да има мир, конечно да се приближиме кон тоа што треба да биде завршница или крем на тортата, ако може така да се каже, а тоа се изборите на 24 април. Што малку ќе се задржам на претходното прашање, ме интересира, значи, вака, ако се согласиме дека членството на СДСМ е демотивирано, што е, впрочем, мислам и нормално, кога некој ќе ви вети дека за 3 дена ќе урне владата и потоа тоа нормално нема да го реализира. Ако се согласиме дека раководството на СДСМ е исплашено од уште еден пораз на избори, а во тој правец одат и бројките од сите анкети, тогаш која од оние варијанти 3+1 што ја споменав четвртата за вас е реална опција на која би оделе во СДСМ? Искрено да ви кажам, тие се подготвени на последната варијанта, последната или предпоследната, што ја спомнавме, пошто дадовте идеја за уште една четврта, а тоа е варијантата во која што едноставно се подготвени да не ги прифатат изборите како такви, легитимни, на кои што нема да учествуваат сигурно, затоа што тие свесно, доколку учествуваат, се свесни дека стануваат губитници. Ако почнеме да им ги броиме луждеските избори, тоа се веќе 10 поред. И тоа е веќе шлаканица. Заев е свестен дека со таквиот потек, ако не партијата, него сигурно нема да го има. Затоа што веќе почна е некои, да не кажам фракции, некои размислувања на по друга бранова должина. Од ненадеж, оние луѓе кои што всушност беа некој си вид, ајде да ги крстиме бранковисти, или пред се заговарачи на политиките на бившиот председател на Социјалдемократскиот сојуз, на Бранко Црвенковски, сватија дека суштината и силината на партијата е многу побитна отколку авантуристичкото однесување на еден, па нека и председател Зоран Заев. Од тие причини, свесни дека ќе се промени во многу политичката сцена во Република Македонија со присуство на некои си нови партии, играат на 2 варијанти. Поточно на 3 варијанти. Прво, дали да му дозволат турнатиот Заев во вода да плива додека може, додека не се удави и да тера до крај со она што започно. Дали истиот да го сменат или поточно речено да настапат со своји кандидати на престојните избори на 24 април 2016 година, парламентарни воредни избори, или пак едноставно истите не да ги преземат конците во своји раце, туку едноставно да го променат името на партијата. Која што варијанта најмалку е у игра, затоа што сепак Социјалдемократскиот сојуз е име кое што бренд кој што го направија точно толку време и кој што најпрвин вистинското членство тоа нема да се сложи. Иако, искрено да ви кажам, со нови сили, можда би со некои нови платформи, со некоја нова стратегија и да ги изборат изборите, да ги изгубат, стартуваат, како што се вели, од нула. Земајќи во обзир дека Зоран Заев, може би, доколку има, да кажеме, изборен конкурс во партијата, вонреден конгрес, да кажеме, во партијата и така натаму, може повторно да си ги стави своите пулени во игра како делегати, како што тоа го направи
на последниот конгрес и едноставно да ја добија таа варијанта. Но се поставува едно прашање. Неговите полени, или поточно речено, тие негови адути на кои што сметаше, Оливер Спасовски, Ташко Скаременски и останатите, односно оние кои што ги постави како заменици во некои ресорни министерства, наместо да го подигнат рейтингот на партијата, направија такви непредвидливи гафови кои што покажуваат дека на вистина овие ама баш ништо не разбирале од политика. Мислам, тоа е гласот на народот со кој што едноставно, искрено да ви кажам, по разни основи имам контакти и собирам и туѓи искуства. Пачков, правиме овде куса пауза, продолжуваме со За македонските делот на работи. медиумите после. Со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков. Почитувани, добре дојдовте назад во студиото на Радио Слободна Македонија со емисијата за македонските работи. Господине Пачков, СДСМ сака да протне навидум несватливи предлози за медиумите, дел од аналитичарите ги нарекуваат, ајде ќе го избегнам директниот термин, ќе ги наречам национал-социјалистички предлози според рецептурата од Германија од Втората светска војна, мислам дека сум вака јас. И при тоа се води сериозна борба од страна на СДСМ да се добие де-факто изборен закон за медиуми, кој што ќе го замени овој актуелниот, на кој пак никој немаше забелешка. Ниту од внатре, ниту напротив, имаше пофалби. Гледате ли во ова некаква врска со неодамнешната изјава на Заев, кој своите политички непријатели не ги лоцира во ВМРО ДПМН, туку ги лоцира во медиумите или во неколку медиуми кои што едноставно не ја прифаќаат неговата вистина за Македонија? Да не бидеме наивни. Се очекуваше такво Не, нешто. затоа на почеток реков навидум несфатливи предлози за медиуми. Навидум несфатливи, тоа се предлози кои што Заев и СДСМ добро знаат дека ќе бидат одбиени од страна пред се на ВМРО ДПМН како еден од учесниците во тај договор пржино што беше, и од проста причина што тие фактички не одат во прилог токму за тој закон со кому е донесен. Затоа и мал под одговор, ако може да се каже, на претходното прашање, кога зборувавме за странскиот фактор и кога напоменав дека ја имаат поддршката тука. Зошто? Дуња Мијатовиќ, порпоролот на Јоханес Кан, ако може да се каже. Не, Дуња Мијатовиќ од ОПСЕ. Од ОПСЕ, пардон, се извинувам. Фактички го пофали овој закон, се извинувам. Го пофали овој закон. И таа едноставно кажа дека померка на барањата на, односно на она што го бара Европската Унија и за поздравување и така натаму, така натаму. Па тој закон почна да важи од пред 6 месеци. Ако беше донесен некаде во декември 2013 година. Што значи дека? Што значи дека? Тој сега закон не чини. Или едноставно дај да направиме некој друг кој што ќе оди во корист на СДСМ. Така изгледа. Воведување на апсолутна тоталитаризам, особено во медиумите, знаете каде води сето тоа. На крајот на краиштата, да не се разговара со медиумите, односно речено, да не се земат предвид доколку донесуваме нов закон, да не се земат предвид нивните размислувања. И тоа е нонсенс. Свесни дека со тоа што плюс ќе постават свој председател на Советот на Агенцијата за медиумите, што во Советот имат превласт со поставување на поголемиот број, превласт на поставување на своји партиски војници во овие тела, тие сметаат дека фактички едноставно ќе ги имаат сите медиуми, затоа што Заев се плаши од вистината. Вие можеби имате еден провладин медиум, ама да имате десетина провладени медиуми, тоа нешто веќе значи. Тие медиуми информираат, тие медиуми ја кажуваат вистината. Тие медиуми ги следат активностите и реализација на проектите на владата со кои што на претходните парламентарни избори настапила, ги ветила и ги реализира. Тој знае дека тоа ќе биде одбиено и затоа го предлага таквото нешто. Како што знае дека иако се договорија во пржино за членовите на Државната изборна комисија, сега повторно адут во ракав знае дека ќе одбија затоа што од тројцата неврзани, односно поточно неопределени, како да ги кажеме, експерти во ДИК, двајца требало да бидат негови на предлог на СДСМ. ВМРО ДПМН нема да помине преку ова и он е свестен дека Заев намерно тоа го работи,
за да кажу ете тие не се слагаат, тие имаат дамка некои навр се плашат од не знам какви реперкусии, или поточно речено дека ќе ги изгубат изборите и на некој си начин обид да се држи неизвестност, односно целата македонска јазност да се држи во неизвестност. Но Заев игра и на друга една карта, или поточно на трета карта, која што најверојатно ќе му донесе, како што реков, поен, а тоа е да не учествува на изборите или да ги бойкотира изборите или да има оправдување се тоа и мислејќи дека повторно прокламирајќи улична демократија, напаѓајќи го ВМРО ДПМН, правење нереди на улиците на Скопје и во цела Република Македонија, дека тој повторно ќе биде во фокусот на интересирањето и на актуелноста. Се лаже. Македонскиот народ многу добро знае за кого ќе гласа, кому ќе му ги довери, ќе му ја даде довербата, затоа што сето она што беше кажано досега и беше остварено. Не сакат да ризикуваат ни пензионерите, ни земјоделците, ни администрацијата, нити здравството, нити професорите, односно вработените во образованието и сијасет други категории на лица од гласачкиот аудиториум, од проста причина што досега кажаното е остварено и тоа земајќи во обзир дека досега ВМРО ДПМН од 2006 година не успера да истера цел мандат, излегувајќи во пресред токму на опозицијата која што бараше предвремени парламентарни избори, докажа дека се партија, сериозна партија, која што пресе во фокусот на вниманието, на пиедесталот, го стави граѓанинот. А граѓанинот сме јас, вие, сите останати во Република Македонија. Дали е политички умно да се обидете да ги запрете активностите на владата од типот враќање долгови, како што беше евровразницата од 2005-та, исплата на плати, пензии, социјални трансфери, социјална помош? Или поинаку да го поставам прашањето, против кого всушност се борите со една таква стратегија? Кере Наумов, кој што даде вето за аукцијата на која харти од вредност, државни записи, како ги викаат, и така натаму, не беше советуван или самиот тој размислува каков е тој потек. Од која причина? Затоа што тој заборави дека со тие 73 милиони или колку беа, 80 милиони, фактички некаде околу 70 милиони беа предвидени да се вратат долговите кои што ги направи СДСМ, неговата партија, во 2005 година. Зашто? Затоа што се задолжи 150 милиони евра, а вратени се тие 150 милиони евра и плюс некаде 67-8 или 70 заокружено милиони евра беа само дадени за камата. Значи тој фактички, не размислувајќи или немајќи да му даде некој поконкретен совет, алудира и повторно оди во прилог на тезата дека не сака да има избори на 24 април 2016 година, да ги блокира институциите, како што е за пример да кажеме Министерството за финансии. Кого ќе блокираш на некој си начин? Се дигна голем прав. Пензионерите беа видно вознемирени, затоа што на 6 требаше да се исплати ноемвриската пензија. Со ваквата блокада, пракса која што е користат сите, да не кажам, општества, не само во Европа и во светот, тој фактички ја спушти рампата неисплаќање на платите во администрацијата, неисплаќање на пензиите, неисплаќање на социјалните помоши, неисплаќање на субвенциите на земјоделците и многу други активности кои што треба да се реализираат токму со ова врзница. Значи, СДСМ не гледа од дрво, не ја гледа шумата. Тој не сака едноставно да пофали ниту еден проект на владата на Република Македонија, а за возврат тие немаат ништо што би можело да се пофала, да кажеме, од 90-та година па до 2005-6 година, кога ги изгубија за прв пат изборите. Што правиме на тој начин? Значи, само да се направи, да се дигне тензија, да се стопираат економските токови, затоа што тоа е најголемиот адут на Никола Груевски и на владата на Република Македонија. Добро. За Заев не знам, и тоа Кире Наумов знам дека знае како функционира буџетот.
Знам дека знае дека во првата половина од месецот се расходите во буџетот кога се исплатиат плати, пензии и така натаму. Знае дека приходите се некаде од 15 натаму. Велите дека јас тврдам дека знае што значи дека свесно ја обструила работата на Министерството за финансии. Требаше да размислува за својот личен интегритет као политичар. Тоа ќе му се пишува за секогаш во неговата политичка кариера. И таквите гафови, ако се во служба на некои други, значи тој потврдува дека е алатка во рацете на не мора на Заев, на СДСМ, кој застапува такви политики. А тоа народот знае да го цени. Па нели тој истиот Кире Наумов беше кандидат за Или замислата веројатно била евроврзницата мора да се врати сега, пред неколку дена беше вратена, тоа се толку и толку пари, ќе снема пари за плати и пензии, па ете ВМРО-вците ќе бидат криви и да го натерат, односно да ја обрнат, ако може така да се каже, атмосферата во јавноста, поточно речено да еве сега виновници се овие од ВМРО не се способни да ви дадат пари во долгови пензионерскиот овој фонд, нема средства државата, буџетот е тотално празен, еве ние цело време ви изборуваме, ние не ни верувавте и така натаму. Тоа во политиката се чита меѓу редови и многу добро, но тие игра на карта на, како да кажем, на ризик, во кој што смета дека ќе имаат бенефит, згоре на тоа добија уште една шлаканица токму од ова министерство кое што знае и те како да ја води економијата во Република Македонија и придобивките од таа економија е резултат на намалување на невработеноста во Република Македонија, покачување на стандардот на живењето во Република Македонија и многу други бенефити кои што проследуваат од сето тоа. Правиме уште една пауза и ќе завршиме со мислам дека тоа е клучното прашање за ова недела. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков. Добро дојдовте назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Ја следите емисијата за македонските работи. Некаде сме при крајот. Пачков, реков, најинтересното прашање или можеби најсуштинското прашање на Лава ќе го оставам за крај. На тоа е дека Оливер Спасовски влезе во Министерството за внатрешни работи не за да води политика, туку да се бави со прашања кои што се поврзани со изборите, значи оној делокруг од работењето на МВР кој што е поврзан со изборите и мислам дека сега има шанса да ја исполни својата мисија, а тоа е да открие кој стои зад фалсификуваните лични карти за кои деновиве се дозна дека воопшто и не биле употребени за изборни активности за гласање на избори. Верувате ли дека Оливер Спасовски има капацитет и пред се желба да го разреши овој случај, скандал, или пак ќе се потврди видувањето на премиерот Груевски дадено сега во последното интервју за Прес 24, каде вели дека министрите и замениците министри на СДСМ веднаш штом седнаа во фотелите заборавија и слобода, и демократија, и пред се заборавија дека како министри имаат одговорност пред народот. Аферата за личните карти, која што всушност беше во фокусот на интересирањето и мислам дека се уште додека не се открие, односно не дојде до крајниот епилог, а тоа е одговор на неколку прашања на кои што ќе треба да одговори токму Оливер Спасовски, техничкиот министер во владата на Никола Груевски, од една проста причина. Некаде, мислам, 105 точна бројка лични карти, фалсификувани лични карти, и биле доставени по некоја линија на списанието или магазинот Фокус, и кои што едноставно ја откриле играта на која што ВМРО ДПМН ги добива. Ги добива изборите. И овие биле подготвени за изборите од минатиот пат и едноставно ете е причината, а ние ви зборуваме, вие никој на нас не верувате. Симптоматски е што тоа тие се дадени на редакција Фокус. Која причина? Како под некој индиго и се враќа обсервацијата на еден таков настан кога исто така имаше афера со штанцени пасоши. Згоре на тоа, Оливер Спасовски е сега прв човек во Министерството за внатрешни работи. Како што рече, ќе го цитирам, ако успеам, господинот Чавков, неговиот сега заменик, до вчерашен актуелен министер, ова нешто може да се провери за 5 дена. Затоа што имаме така развиена служба која што може
употребувајќи сите своји ресурси, стручњаци, стручни тела и така натаму, да го даде одговорот. Не 5, скоро месец дена помина, одговор од Оливер Спасовски немаше. На крајот на краиштата имаше некој интервју кое што го даде за некој од овие телевизии, односно телевизиски куќи кои што се наклонети кон политиките на СДСМ, но тоа беше несериозна изјава. Зошто? Зашто истиот Оливер Спасовски го тврдеше истото, дека овие карти, лични карти се преискористени за гласањето. Арно, ама по барање на јавното обвинителство се дојде до вистината. Се провери дека да, точно, има фалсификувани лични 105 карти, мал дел од оние 30.000 колку што тие ги заговарат, но тие лични карти никаде на избирачкиот список ги нема. Лицата на тие имињата на тие лични карти во избирачкиот список ги нема. Кога ги нема, вие не може да гласате. Сите знаеме, сме биле на гласачки кутии, знаеме таа активност околу изборите и така натаму и така натаму. Вашиот идентитет, доколку го потврдите со лична карта, ако не сте запишани во избирачкиот список, вие го губите правото за ова, како се вели, за гласање. Затоа што претходно сте имале можност на увид да ги видите списоците, на кој гласачко место сте, под кој реден број и така натаму и така натаму. Второ, тие лични карти не се искористени за, да кажеме, патување во странство. Од пограничната полиција, од ресорот кој што се занимава со оваа работа, беше потврдено дека некој ќе каже па со пасоши си иде. Да, со пасоши си иде, ама некои земји во окружување па користат па лични карти. За отидете во Србија ве потребна само лична карта. И на крајот на краиштата се испостави дека тие не се користени преку некои правни работи, како што е, например, купување на земјишта, отуѓување и така натаму, каде што личната карта, матичниот број, ја игра една од најглавните улоги. Сега, Оливер Спасовски, пошто е прв човек, пошто е започнала работа, а веќе на неколку барања на ВМРО ДПМН или преку неговите представници, па и функционери би рекол, затоа што веќе по трет пат, покрај 2 пати Димовски бараше како координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН во парламентот, 2 пати, се огласи заменик председателот на Собранието на Република Македонија, господинот Милошовски, да каже, да пронајде прво кој ги фалсификува овие лични карти, за кои цели се фалсификувани и на се други прашања кои се наметнуваат од самиот овој чин. Значи, ако не одговора, тоа значи дека се направени се со цел повторно да се, ако може така да се каже, вознемири македонската јавност, да почнат шпекулации околу наводните фалсификувани избори и ВМРО, односно се извинувам, СДСМ повторно да игра на една губитна карта која што мисли дека ќе му донесе некои политички поени. Наместо да прави програма, прави платформа, ако треба, што велат, и да краде туѓи идеи, од ВМРО ДПМН, ама да ги спроведува, да ги инволвира, се со цел за да го покачи рейтингот и да ги придобие најпрвин гласачите од нивната фела, од нивната партија, а потоа и оние неутралните. Мислам дека СДСМ игра на сосема друга карта и тоа ќе се обестини, али во некоја друга емисија, затоа што се уште сакам да дојдам до некои сознанија кои што ќе потврдат таа моја теза, али мислам дека 70-80% сум убеден дека ќе биде последниот адут, пошто сите овие претходно ги испуца, дека ќе излеза со нешто што малку ќе не зачуди во еден момент, а или на некој си начин, и тоа е губитна комбинација, затоа што реков, ако ВМРО ДПМН на последните избори имаше некаде околу 500.000 гласови, тоа е маса. Тоа е, да не кажам, волја и гласот на народот. ВМРО нема толку членови активни, но што значи? Дека граѓанинот, кој што во ВМРО ДПМН секогаш бил на првото место и за него, повторно се одзва на овие трибини, се одзва на идеите кои што ги дава на улица, на штандовите кои што ги отвори владечката партија преку електронскиот сајт на социјалните мрежи или на својата мрежа на ВМРО ДПМН, собира идеи кои што всушност ќе значат остварување на она што граѓаните го барат. Партијата која што знае
како се работи со граѓаните, како се работи со проектите, ветувањата, нема да ги изневери овој пат граѓаните и мислам дека Груевски и покрај сугерирањето дека е преоптимист на следните избори, знае на која карта да заигра, затоа што никогаш не отстапувал од она што всушност значи глас на народот. Ги почитува, а тоа се покажа неговите, ако така може да ги наречеме, роудшоа со граѓаните, постојано е со нив, постојано им ветува и за 1, 2, 3 највеќе недела или месец дена ги реализира ветувањата. Дали се тоа инфраструктурни, лични, не е битно. Господин Пачков, ви благодарам што реализиравме уште една емисија. Ви благодарам и вам, и јас мислам дека и ова недела бевме интересни, ако може така да се каже. Го задржавме вниманието пред се на гледачите. Не само што направивме еден пресек што се случуваше во текот на неделата, туку имаше интересни точки кои што беа во фокусот на интересирањето и македонската јавност е должна да го види продолжетокот на ова, ако може така да се каже, турска серија во политиката, која што ја пропагира СДСМ и нивните коалициони партнери, затоа што интересно ќе биде со што ли се уште нема да измислат, само, како што реков, да се обидат. Не да ги победат медиумите како такви, тие изгубија битката со медиумите, туку да се вратат на она вистинското, дека на вистина ВМРО ДПМН е нивниот најголем политички противник. Благодарам уште еднаш. Почитувани, ја следевте емисијата за македонските работи, уредник и водител Лазар Темелков, главениот говорен уредник Дејан Андоновиќ, продукција Радио Слободна Македонија, недела 13 декември 2015 година. Ви посакувам пријатна вечер. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков и Лазар Темелков.